Штип се подготвува за реализација на манифестацијата 40, првата македонска манифестација која ја запиша Македонија во списокот на УНЕСКО во делот на нематеријални културни добра. На 21 март е предвидена промоција на книгата Тајните на Исфарот, посхумно издание на целото истражување во врска со Исфарот кој што го има спроведено нашиот покоен истражувач и археолог Звонко Белдедовски од музеот во Штип, и на 22 март е традиционалното искачување на Исфарот. Главната манифестација и оваа година ќе се одржи во Домот на млади. Во 11 часот почнуваат со настапи хоровите при Сдруженијето на пензионери, градскиот хор, неколку музички групи. Потоа имаме настап на културни и уметнички друштва, имаме настап на балетски студија и после 2 часот сите оние кои што ќе бидат присутни во Домот на младите и кои што ќе поминуваат покрај него ќе имаат можност да ги слушнат нашите локални рок групи. За 22 март на Штипскиот Исар се искачуваат илјадници луѓе и се поставуваат тезги по општината со посебен апел до жителите на Исарот. Се известуваат сите жители на улиците Линденска и Пане Гогов да ги отстранат возилата од улицата и паркинг просторот, бидејќи на местото ќе бидат поставени тезги за продажба. Ваквата активност се спроведува секоја година со цел овозможување на простор за трговија, а кој не би бил пак пречка за движењето на луѓето кои ќе се искачуваат на градскиот Исар по повод денот на пролетта. 40 е традиција која штипјани ја негуваат со векови. На денот на младенци луѓето се искачуваат на Исарот, оттаму фрлаат 40 каменчиња, се поздравуваат со 40 луѓе и слично. Се е во знакот на 40-ката, во спомен на 40 маченици од Севастија, чиј ден се празнува тогаш. Од 2013 година оваа вековна штипска традиција е под заштита на УНЕСКО.